Пропадна обидот меѓу владата и СОНГ за раст на платите во образованието. По двочасовната средба договор нема, иако од синдикатот се надеваа на добри вести. Откај министерот за образование излегоа разочарани зашто не им бил понуден никаков предлог за зголемување на платите. Првиот човек на СОНГ по неуспешната средба рече дека штрајкот продолжува се до исполнување на нивните барања. За жал немаме добри вести за јавноста. Штрајкот ќе продолжи и во наредните денови, од причина што немаме конкретно ветување дека зголемување на платите ќе бидат во висина од процент некој. Министерот за образование се согласува дека треба да се зголемат платите и дека низ преговори треба да се утврди најдобриот начин за тоа. Посредбата преку соопштение рече дека приоритет морало да биде враќањето на учениците во училиште, за да не се пролонгира учебната година, полагањето на матурата и уписите во средните училишта и на факултетите. Министерот за образование рече дека секој нереализиран наставен ден поради штрајкот значи продолжување на наставната година по 9 јуни, имајќи предвид дека законските прописи не дозволуваат намалување на наставните програми во вакви околности, велат од МОН. Но за да се престане со штрајкот, од СОНК очекуваат конкретен предлог за зголемување на платите, кој треба да биде прифатен и изгласан од членството. Сите сме расположени да се прекине штрајкот и да отпочне наставата, меѓутоа секако тоа треба членството да одлучи за таа одлука, а членството ќе одлучи само врз основа на конкретен предлог кој што би го прифатиле мнозинството на наши членови. СОНК штрајкува од 11 месецов зашто власта ги игнорира нивните барања. Просветарите одат на работа, но не држат часови. И денеска на третиот ден од штрајкот настава во училиштата нема. Она што го има е само на таблите пишува штрајк наместо лекциите кои треба да учат учениците. Инаку СОНК бара од владата зголемени плати за 18,4%, односно согласно зголемениот минималец и подпишаниот колективен договор.